По 23 дена од трагедијата, полицијата ја заврши истрагата за пожарот во Тетово, но кои се причините и евентуалните виновници се уште не се открива. Од обвинителството информираат дека одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења испратил документ кој сега обвинителите и истражителите ќе го анализираат. Сепак за сега од обвинителството не откриваат повеќе детали, така што нема никаква информација дали МВР успело да утврди како избувнал пожарот во кој живи и изгореа 14 луѓе. Действијата за утврдување на причините за настанатиот пожар кој ги преземаат петмината обвинети континуирано се одвиваат. Во моментов се врши сослушување на членови на комисии за имплементација, следење и технички прием на модуларните монтажни контейнери кои биле со решение формирани од Министерството за труд и социјална политика. Во моментов депонирани оставки кај премиерот има од министерот Венко Филипче, заменик министерот Илир Хасани, како и 20 директори на Тетовската клиника, но тие се уште се во фиоката на ЗАЕФ, одлуката дали ќе ги прифати или не, тој ќе ја донесел кога ќе биле објавени причините и евентуалните виновници. Јас знам дека форензичките извештаи и анализите на вештачењето со се при крај. И навистина очекувам да се објават. Ден поскоро, тока е подобро, еве за да ги решиме сите овие дилеми. Животот продолжува, политичарите се во кампања, се случуваат секојдневни активности, ред е да се објави тој извештај за да можам секако и јас да го кажам својот став по повод понудените оставки од министерот, заменик министерот. Инаку за оваа трагедија одговорност се уште нема понесено никој, иако опозицијската ВМРО ДПМН е побара. Собранието засега не може да ја формира анкетната комисија за пожарот во модуларната болница во Тетово. Спикерот Талат Џафери вели дека законодавниот дом не можел да се меша во судски надлежности и тие ќе чекале прво да завршила истрагата, па дури потоа можело да се формира комисијата.